Еднаш одамна си живееше еден куклар по име Джепето. Беше познат по тоа што изработуваше кукли од дрво. Една вечер, додека работеше на една кукла, си помисли: Како е вече довршува? во моја вратничка во куќичката на Ама Джепето. гледа дека е дење, значи не е вече. Да. Ама сега слушнете, па ќе видиме може да до дење ќе дојдеме. Нова е туш. Не е туш свеќа. Джепето рекол: "Ах, колку сум осамен. Посакувам оваа кукла да оживее и да ми биде син." Истата вечер, добрата вила ја посети куќата на Джепето и ја магепса дрвената кукла напред, так, со волшебното стапче. Наредното утро, кога Джепето се разбуди, виде дека дрвената кукла може да оди и да разговара. "Ах, мојот син," извикал. Ке те вика Пинокио," возбудено рече Джепето. "Сакам да одам на училиште како и другите деца," му рекол Пинокио. Джепето беше сиромав човек, па што да прави? Го продаде единствениот имот кој го имал, а тоа беше палтото што го имаше, за да му купи на Пинокио книга за на училиште. Наредниот ден, кога Пинокио тргна на училиште, ги продаде книгите што Джепето му ги купи и отиде да гледа куклен представа. Видете што напред Пинокио? На патот назад го пресретна добрата самовила и му рекла: "Каде ти се книгите тебе, Пинокио?" А Пинокио ја излажа и се случи најчудното нешто. Носот на Пинокио почна да му расти и да станува се подолг и подолг. Добрата самовила му рече: "Секогаш кога ќе лажеш, да знаеш, носот ќе ти расти." А сега му вели: "Кажи ми, каде ти се книгите?" И Пинокио рекол: "Ги оставив книгите на училиште." Носот повторно почел да му расти, заради тоа што Пинокио кажал уште една лага. Наредниот ден на училиште, едно момче по име Карло му рече на Пинокио: "Ајде да одиме во земјата на играчките, таму нема училиште." Но кога стигнаа таму, еден лош човек ги натера да работаат за него, а кога повеќе немаше потреба, го фрли Пинокио во морето. Во водата Пинокио почнал да мафта, се плашел, повторно се претвори во кукла и стигнал пред еден огромен кит и кога не знаеше повеќе што да прави, китот ја отвори устата и го проголта Пинокио. Гледате? Да. Да, и му е голем сега. Да. А Што се секогаш е голем кито. Што се случи? Да. Изненадување. Во стомакот на китот Пинокио се сретна со Джепето. А кутриот Джепето го барал Пинокио и му велел: "Те барав насекаде, синко." Тогаш, кога китот ме проголта, кога китот заспа, се извлекоја од неговата уста и си заминаја дома. Така Пинокио стана, како наравоучение, многу добар син и ученик и повеќе не лажеше. Добрата самовила беше многу задоволна од тоа што го виде и за да го награди, го претвори во вистинско момче. Джепето и Пинокио си живееја среќно до крајот на своите животи. Значи, да извлечиме поука, не смее да се лажи во животот. Не. Не. Браво!